Има ли крај на загадувањето на Оризарска река? Од утринава нова непозната материја тече низ реката и регистриране нов помор на риби. По кој знае кој пат веќе повторно се јавува загадување на Оризарска река. И покрај сите обиди да се пронајде виновникот за тоа, се уште не е пронајден. Има повторно изумрени риби, жаби и други животни. Како ќе се одвиват работите, не знам. Ова е трето загадување на Оризарска река од која се наводнуваат повеќе хектари со ориз. И додека оризарите се во паника, живиот свет во реката изумира. Надлежните инспектори молчат. Веројатно станува збор за префрлање на топката едни на други помеѓу Министерството за екологија. Инспекторите помеѓу себе префрлат топката, односно инспектор за рибарство со инспектор за екологија. Никој не кажува и какви се резултатите од земените мостри за анализа. Прашање е дали тие и навистина се земени, зашто од инспекторатот тврделе дека тоа воопшто и не била нивна работа. Моментално нема некој да е кажал дали штетна или не е штетна. Сега најнова информација ни кажуваат од инспекторатот за животна средина дека наводно мострите требало ние да ги земаме од загадената вода, што за мене нема логика. Реките во истокот важат за едни од најзагадените во државата. Тоа секако е резултат токму на ваков однос и негрижа правенствено на надлежните инспектори. Прашањето е само дали во прашање е неажурност, незаинтересираност или пак намерно не се презема ништо, па наместо во одбрана на природата, инспекторите да се во одбрана на загадувачите. Што од ова е точно, знаат само тие, но кога тогаш ќе мора да се појават пред јавноста и да кажат кој и зошто ги загадува реките и зошто тие молчеле.